Здраво, драги родители! Добре дојдовте повторно на видеата за свесното родителство. Од денес започнувам со една нова серија на видеа за свесното родителство. Овие видеа ќе бидат видеа кои ќе содржат содржини од една нова книга на авторката Шефали Цапари, наречена Надвор од контрола. И овие содржини исклучиво се насочени спрема една од најпровокативните прашања кон родителите, со кои што навистина родителите секојдневно се соочуваат, а тоа е прашањето околу дисциплинирањето на децата. И Шефали во оваа книга го разработува прашањето околу областа на дисциплината кај децата и смета дека дисциплината не успева. Зошто дисциплината не успева во родителствувањето, доколку ја внесуваме и доколку сметаме дека во родителствувањето навистина треба да тргнеме од дисциплинирање на децата, дека единствено со дисциплинирањето на децата ние ќе можеме да ја имаме целосната контрола врз децата и дека на тој начин ние ќе ги натераме нашите деца да не слушаат. Оваа проблематика всушност Шефали многу добро ја разработила во оваа книга и го елаборира точно спротивното. И кажува зошто навистина дисциплината кај децата не успева кога ги родителствуваме. И доколку навистина сте заинтересирани за ова нешто, како родители да слушнете зошто е тоа така, да научите нешто ново, затоа што многу мудрост има овде во оваа книга, кои што се и научно поддржани. Шефали е признат и познат автор и експерт за свесно родителство во светот и незината работа е призната од голем број на експерти од областа на психотерапијата, психологијата и филозофијата и така натаму. Доколку навистина ве интересира, би било добро да ги слушате моите видеа и на тој начин би можеле и да најдете голем број на одговори за вашите прашања кои што постојано си ги поставувате додека ги родителствувате вашите деца. А сега да преминиме на денешното видео, на денешната тема. Темата денешна гласи зошто дисциплината кај децата не успева. Шефали веднаш започнува со еден нејзин став дека таа смета дека секој родител кој што го родителствува своето дете се соочил со одредени моменти во кои му се заканува на своето дете и дава примери. Например, тоа може да се случило кога, например, нашето дете ги превртувало очите затоа што не сакало да не слушне, кога, например, ние сме му рекле нешто да направи и тогаш ние сме му рекле дека поради тоа нешто, тоа ќе биде казнето, ќе нема да ја гледа неговата умилена телевизиска програма или телевизиска серија. Или пак ако детето, например, ни презборува, ние веднаш ќе го пратиме во својата соба. Или пак ако ни донесло слаба оценка од училиште, ние веднаш ќе му забраниме 2-3 дена да не сме да излегува со своите другарчиња да игра надвор на улица или во паркот. Или пак ако не ја исчисти својата соба, ние веднаш ќе му го земеме мобилниот телефон и така натаму. И кога Шефали разговарала на своите предавања со родителите околу оваа проблематика, најчесто кои прашања ги поставувале родителите? Една родителка така, та дава пример, која дошла на нејзиното предавање, ја прашала Шефали: јас имам проблем со мојата ќерка,
никако не сака да ме слуша, што и да ја кажам, исто како да зборувам со зидот. Кога треба да се пишува домашна, постојано се расправаме околу тоа нешто, не ме слуша, не сака да ја работи домашната работа, или ако се работи секогаш со влечкање, со нервози, или пак ако и кажам дека треба нешто да сработи дома околу домашните обврски, веднаш влегува во расправија со мене, се караме, се во битки влегуваме постојани и така натаму. Те молам да ми кажеш што да направам јас и што да ја одземам или како да ја казнам мојата ќерка само за да ја натерам да ме слуша. И Шефали тогаш ја прашала што направи ти последниот пат кога влезе во конфликт со своето дете. И таа ја одговорила, па прво и се дерев и викав, а потоа и се заканив дека ќе и одземам одредени привилегии. И Шефали тогаш ја прашала, добро, во рете, ама дај ми еден пример, те молам, за тоа нешто. Па еве, и одговорила мајката, наместо да ја пишува домашната работа, таа со часови седи или на мобилен телефон си игра игрици, или пак на компјутер седи и си игра исто така некои игрици или гледа цело време на социјалните мрежи и така натаму. И затоа јас си го одзедов телефонот на 3 недели. Добро, и рекла Шефали, и што се случи потоа? Ништо, ја одговорила мајката, ништо не се случи, дури и полошо. Почна да ми вика, да ми се дери, да ми кажува дека повеќе не сака да ме слуша, дека нема да ми зборува, нема да комуницира со мене, се затвори во собата и 2 сати таму плачеше и липаше. И ништо не се измени, уште полошо. И затоа овде дојдов и ве прашувам дека ништо не се подобри од тогаш. Истото се случува, неколку дена е во ред и после си продолжуваме со истата песна. И таа тогаш ги прашала сите родители. Родители, дали ова ви звучи познато на сите вас? И родителите одговориле со одговорот да, во главно да. И таа ги прашала родителите. Видете, родители, кога ние вака постапуваме со децата, фатени сме во еден циклус на ако ти ова и ова не го направиш, тогаш јас ова и ова ќе го направам или ќе постапам и така натаму, всушност ние се заглавуваме во еден циклус на ословеност. И тогаш како родители сме многу истоштени, се истоштуваме, даваме премногу енергија во насока да ги контролираме своите собствени деца. Меѓутоа, таа вели, истото се случува, забележувам дека голем дел од родителите се наоѓаат во еден циклус на размена со своите деца, еден циклус на тргување со своите деца. И овој пристап јас така му спомнува на родителите дека таа го нарекувала пристап на се извинувам, затвореник и надзорник. Пристап затвореник-надзорник или приод затвореник-надзорник во родителствувањето кога постапуваме на овој начин. Што значи тоа? Тоа значи дека прво надзорникот е должен, а тоа е родителот, е должен да го надгледува однесувањето на своето дете, а додека пак затвореникот е тој кој што игра улогата на затвореник, всушност тој прави или правилно или неправилно, или правилно или погрешно се однесува. И родителот овде во улога на надзорник, тој врз основа на однесувањето на детето, тој или дава казна или дава награда. Меѓутоа, со текот на времето, овој циклус, бидејќи постојано се одигрува, наскоро затвореникот или детето станува зависно од она што како контрола го прави родителот или надзорникот, за да може да го изрегулира однесувањето на своето дете. И тука Шефали објаснува дека
системот на контрола преку награда или казна всушност ја подкопува способноста на детето да може само да се дисциплинира. Зошто? Затоа што преку овој систем на дисциплина со казна и со награда се саботира вродената способност на детето за саморегулација. И детето, бивајќи една кукла, која што врз бидејќи е контролирана од страна на родителот, неговото однесување е единствено мотивирано од надворешните фактори. Значи, мотивирано е од одлуката на родителот дали да го казни детето или пак да го награди преку негова постојана контрола. И набрзо што се случува? Набрзо овие улоги на затвореник и на надзорник постепено текот на растењето на детето, со текот на родителствувањето од страна на родителот, на овој начин, користејќи ја дисциплината, почнуваат да се мешаат границите. Не се знае кој е надзорник, кој е да кажеме затвореник. Зошто? Затоа што се мешаат манипулациите. Влегуваат во бескрајна игра на манипулација. Ако ти ова не го направиш, јас тогаш ова ќе го направам. Па детето, ако ти вака ми постапуваш, па јас така ќе направам. Обратно родител, ако јас ти сега ти така направи, сега јас вака. Значи, на бескрајна манипулација станува динамиката во рамките на односот родител-дете. И што се случува? Се случува една динамика во рамките, ајде да кажеме, семејството, каде што нема среќни околности. Ниту родителите, ниту децата се среќни. И кога ова им го објаснувала Шефали на родителите, што правеле родителите? Самите не знаеле што да кажат. И ги прашувала Шефали тогаш, родители, дали вие во ваквите услови би се чувствувале среќни? Дали сакате вие така да одиграте една улога на надзорник за вашите деца? И и родителите веднаш ја одговарале на Шефали, апсолутно не, Шефали, ние не сакаме така, сигурно дека не сакаме да влеземе во едни такви околности, не сакаме да ја одиграме таа улога. Меѓутоа, кога настојувала Шефали да ги одврати од таа улога, да му покаже дека како таа улога на вистина не е добра за родителите, дека треба да ја напуштат, да почнат да ја напуштаат таа улога, да влегуваат во една сосема нова состојба, тие родителите ја гледале многу чудно и ни шега Шефали кажува до такви ставови доаѓале родителите што влегувале во една голема состојба на отпор и ја гледале многу чудно. Шефали како што вели Шефали како најнаш од моите рамења да изникне уште една глава. Толку чудно како некое чудовиште ме гледа родителите. Меѓутоа таа му спомнува на родителите, им кажува: родители, казнувањето на вашите деца преку манипулација, преку викање, преку затворање во соби, преку карање, преку тепање, преку дерење, преку етикетирање и така натаму, нема да го реши вашиот проблем. Туку проблемот со децата за да ве слушаат, да ги натерате да ве слушаат, апсолутно нема, барем на долги стази, нема да се случи. И туку уште повеќе, значи, само ќе си продолжи проблемот. Дури таа вели дека резултатите кои што ги гледате сега со вашите деца, кажувате дека вие сте токму тука затоа што не можете да ги натерате вашите деца природно да ве слушаат, резултатите се пред вас, очигледни се. И фактите се тука, дека дисциплината е таа кога ја користите на овој начин со вашите деца, уствари. Воопшто дисциплинирањето со децата не може да
да ги одржи вашите деца да можат на природен начин, природно сами тие да се саморегулираат, да бидат послушни. И кога таа вели сето, зошто ова се случува? Затоа што ние родителите имаме едно верување. Се држиме цврсто до едно верување дека дисциплината на децата е еден витален аспект од нашата улога како родители. И дека ако ние не употребиме контрола кога ги дисциплинираме нашите деца се всушност природно нецивилизирани и ние преку дисциплината треба да ги цивилизираме. И ги прашувала таа родителите, дали вие родители верувате во дисциплина, во дисциплинирањето на вашите деца. И скоро сите се согласиле околу тоа нешто, дека таа веруваме во дисциплината. И шефали им рекла, јас не ве обвинувам тука родители, затоа што јас бев иста како вас, родител до 4-та година од возраста на своето дете. Јас верував дека мене како родител главната улога ми беше да го дисциплинирам своето дете, затоа што сметав дека тоа е работата на родителот, на самиот родител. И викав и се заканував, ја казнував, меѓутоа не физички, меѓутоа сепак без разлика јас вербално си го казнував своето дете. И верував дека тоа е се она кое што всушност треба да го прави еден родител. И таа вели, затоа јас не ме чуди мене идејата лично кога му сугерирам на родителите да ја напуштат оваа идеја, тие даваат отпор, затоа што не само што им сугерирам да ја напуштат таа идеја, туку им кажувам дека дисциплината всушност дава едни многу штетни последици врз емоционалната и физичката состојба на децата. И затоа таа смета дека дисциплинирањето на децата е потполно нешто кое треба да се избегне во процесот на родителствувањето од страна на родителите. Значи, таа идеја е непотребна да ја имаме кај себе, треба да ја напуштиме. Меѓутоа, родителите, како што спомнувата, и покрај сето тоа што го кажувала, шефали биле крајно воздржани и што сметале родителите? Сметале дека ако тие не ја употребеле контролата преку дисциплина, нивните деца немале воопшто да ја слушаат. Како што рекла една мајка, јас ако не си го заплашам своето дете, или ако не го уценам своето дете, или ако не му одземам одредени привилеги, или ако не го казнам, моето дете воопшто нема да ме слуша. Меѓутоа, слушајќи го паничниот тон со кој родителите зборувале на оваа тема, шефали на вистина имала сочувство спрема нив, ги сваќала, потполно ги разбирала. Зошто е тоа така? Затоа што сваќала колку е навистина огромен бројот на родителите кои што се држеле до тоа идеја, колку многу биле закотвени со таа идеја, со тоа верување дека дисциплината е навистина столб во родителствувањето. Меѓутоа таа им кажува на родителите, родители, колку е иронично дека најдисциплинираните деца всушност се најчесто, во најголем случај, оние деца кои најмалку можат да се контролираат себе си. Зошто е тоа така? Затоа што многу лесно ние како родители, без размислување, ја прифаќаме идејата дека дисциплината е таа која што единствено може, со која што единствено можеме ние да ги контролираме децата. Затоа што ако не е таа, децата наши ќе останат неконтролирани. И ќе останат непослушни, ќе останат нецивилизирани. Меѓутоа, шефали го сугерира
точно спротивното. Таа вели, она што ние денес го сметаме како дисциплина е штетно и воопшто не успева да создаде еден вид на однесување за кое што кај децата, за кое што родителите толку долго го посакуваат. Напротив, можеме да забележиме дека уште повеќе негативното однесување преку дисциплинирањето на децата се зголемува. И таа самата му објаснува на родителите дека првобитното значење на зборот дисциплина уште пред години наназад, векови наназад, во почетокот имал благородно значење. Било поврзано со значењето за обука, со значењето за образование, за учење. И меѓутоа денеска сосема поинаку се сваќа зборот дисциплина. Кој родител ние да прашаме кој да било, ако прашаме што значи зборот дисциплина, секој родител на што мисли? Најчесто мисли дека станува збор за една стратегија која што родителите ја користат во насока на наметнување на својата волја врз децата со цел децата да станат послушни, значи да го прават она однесување кое што го сакаат родителите. Дури и таа вели родителите во тој момент во главата имаат едно размислување кога станува збор за прашањето за дисциплината, тие што помислуваат, што е она што јас како родител можам да му го одземам на детето, кое што му е посебно драго, само за да можам да му го свртам вниманието кон мене, да го направам, да ја разбере пораката која што сакам да му ја дадам. Ниту пак за миг на родителите не им паѓа на ум дека тоа верување треба да го преиспитаат. И да самите да се прашаат каква врска има однесувањето на моето дете со одземањето на предметот, на одреден предмет или на одредена привилегија. Затоа што упорно родителот се држи до едно верување дека со лишувањето на предметот или одредена привилегија, дека детето тоа кое што навистина ќе му обрне тек тогаш внимание на зборовите на кои што му ги кажува родителот. Меѓутоа таа вели за да се види навистина, да се погледне, да се разбере апсурдноста на оваа идеја, јас родители ќе ве пременесам малку во светот на возрастните. И да забележете всушност колку е контрапродуктивна ова идеја во која што самите веруваме. Еве таа вели да земиме еден пример. Ние сме се договориле со сопругот дека треба, например, ние да ослабеме и ќе се држиме до една одредена идеја која што навистина е скапа и неколку дена се држиме до диетата, меѓутоа што се случува? Четвртиот или петтиот ден ние во 2 сатот навечер слегуваме долу, одиме до фрижидерот, го отвораме фрижидерот, ги земаме омилените крофни кои што сме ги зеле и почнуваме да ги јадиме. Ама во тој момент нашиот сопруг не начекува, го пали светлото и не начекува на дело каде што ја изневеруваме идејата за која што сме се договориле. И тој е налутен и ни вели од денес клучевите од колата се кај мене, не смееш да возиш цел месец. Или друг пример. Таа ги прашува прво родителите, како да ве прашам би се чувствувале вие во тој момент кога вам би се случило тоа нешто. Или пак, сте се договориле со некоја пријателка да излезете некаде на ручек, на кафе. Ама вие сте се задоцниле 30 минути. Ве чека вашата пријателка, вие не доаѓате и доаѓате после одредено време од 30 минути, седнувате покрај неа, вашата пријателка е навистина лута на вас, забележува дека носите еден прекрасен гердан кој што е во комбинација со вашата облека и ви вели, сега ќе ви го земам герданот, мораш да ми го дадеш, затоа што задоцни 30 минути, затоа што јас овде изгубив толку време да те чекам тебе.
и прашува Шефали, како вие родители повторно бисте се чувствувале на ова нешто, доколку би ви го кажале ова вам, би ви го кажале, би ви го кажала тоа вашата пријателка или вашиот пријател. И таа вели, дали можете да забележите или да се согласите колку ова однесување е контрапродуктивно за одржување на добар брак или за одржување на добро пријателство. Затоа што тоа е она што всушност децата, кога вие им ги одземате одредени привилегии или одредени предмети, исто така, кога сакате да ги дисциплинирате, подеднакво, значи е нелогично за нив она што вие го барате од нив. И што се случува во тој момент? Тоа е всушност нешто кое што предизвикува отпор кај децата и предизвикува да чувствуваат омраза. И затоа таа ги прашува родителите, ајде да видиме, направете, да ве прашам, каква врска има тоа, например, кога му кажуваме на децата, ако ослабиш, тогаш, ако не ослабиш, нема да одиш на екскурзија. Или пак, ако не влезеш во фудбалскиот тим, нема да одиш на патувањето кое што во лето ќе ти го организирав. Или ако не добиеш одлична оценка, тогаш нема да одиш на поседок кај твоите братучети. Или пак, ако сега не ја напишеш домашната, нема да излеземе утре да ти купам нови чепли. Или каква врска има кога му кажуваме на децето, кога му се закануваме, ако не зборуваш учтиво, тогаш телефонот ти го одземам. Или ако не престанеш да лажеш, 3 недели ќе бидеш казнета, нема излегување надвор со другарките. И така натаму. И кога ова му го кажувала, значи сето ова на предавањата, што правеле родителите? Една родителка станала и рекла, Шефари, да признавам, да ви признавам дека јас се фаќам себе си како правам на секој нови закани, без да размислувам, без да можам да се прекинам себе си, и на крајот кога ќе се освестам, се чувствувам како тие едноставно да излегуваат од мојата уста без прекин, ама веќе е доцна, затоа што она што сум го кажала не можам да го вратам назад, затоа што моето дете ќе свати дека навистина ќе помисли дека нешто не е во ред со мене или дека не знам што зборувам, и тогаш би било хаос, што значи дека јас морам да се придружувам кон она што мојата уста претходно го изговорила. И Шефали тогаш одговорила, да, можеби во момент вие мислите дека така е најдобро да го кажете нештото, затоа што мислите дека работите ќе се подобрат. Но верувајте дека преку овој период работите, да, ќе се подобрат, можеби за кратко време ќе го видите дека тоа ќе се подобри. Но на долги стази повторно ќе се соочите со истиот проблем, затоа што на долги стази ништо не се решило. И вие слободно да ве прашам, дали кога правите вака на овој начин ги дисциплинирате вашите деца или ги ословувате вашите деца, дали сте добиле позитивни резултати. И родителите скоро сите се согласиле дека навистина не добиле, туку одново се соочувале со истите проблеми со своите деца. И тука се замешал еден родител кој дошол на терапија кај Шефали и им кажал на родителите дека истото тоа го правил до 4-та година за своето дете, го казнувал, го тепал, се за да може да го слуша, му се заканувал и така натаму. Меѓутоа, откако дошол кај Шефали, затоа што претходно тој самиот си го поставил прашањето, самиот прво си се происпитал себе си и си рекол Шефали и кажувал дека ова не може така да биде. Значи не може јас постојано да го карам, да го навредувам, да го тепам своето дете и пак да ги добивам истите резултати. Нешто не е во ред како што треба. Мора да постои нешто друго. И
Кога дошол кај Шефали, таму помогнала по одредени начини, разговор и тој му кажал на родителите дека сега мојот син има 11 години и од тогаш, после 4-та година, мојот син ниту се соочил со закани од моја страна, ниту се соочил со удирање, ниту се соочил со уцени, а сепак веќе научи сам да се регулира по природен начин, да ги регулира своите емоции, се научи на само дисциплина. Значи, факт е дека овој строг и доминантен начин на воспитување на децата преку дисциплина навистина не дава далекосежни резултати. Туку едноставно можеме да видиме дека и те како им дава на децата, им носи долготрајни негативни последици. И тогаш родителите најднаш во одбрана влегувале повторно во отпор и еден родител станал и кажал: Шефали, јас да ви кажам нешто, дека цел живот јас бев воспитуван од мојот татко со ќотек. Не можам да ви кажам колку ќотек имам изедено од својот татко. Па еве, добар сум, што ми фали, здрав сум, прав сум. И Шефали тогаш му одговорила: видете, јас воопшто нема да навлегувам во дебата околу тоа колку сте вие добри или не сте вие добри, затоа што од моето искуство, долгогодишно, увидов дека ако влезам во такви дебати со вас, како родители, никогаш не можам да допрам до проблемот, никогаш не можеме да го допреме проблемот и сршта на самиот проблем, на оваа проблематика. Туку, јас ќе ве прашаваме многу поинакво прашање и сите овде како родители ќе ви го поставам прашањето. Како вие сте се чувствувале кога сте биле деца, кога вашите родители ве манипулирале, ве тепале, ве удирале, ве лажеле, ве казнувале? Како вие тогаш сте се чувствувале? Обидете се да се вратите малку назад и искрено да одговорите. И тогаш настанала една голема тишина и после некое време почнале родителите да ја одговарат. Некој ќе кажал: јас многу се плашев. Некој ќе кажал: јас бегав во тој момент, успевав на татко ми да му избегам или на мајка ми да ја избегам. Некој ќе кажал: јас постојано плачев. Некој ќе кажал: јас мразев сето тоа. Не го сакав тоа и така натаму. Ниту еден родител не дал позитивен одговор. И потоа ги прашала Шефали: па зошто тогаш вие ги дисциплинирате вашите деца на таков начин? И родителите почнале повторно да ја даваат еден одговор. А тој бил: затоа што Шефали, како ние ќе ги научиме нашите деца да не слушаат? Ако не го правиме тоа, како ќе ги научиме? И таа им одговорила: видете, родители, ако целта на нашето родителствување е да ги научиме, значи да ги научиме да не слушаат децата, тогаш дисциплината е таа која што е непријател број 1 на учењето. Дисциплината и учењето немаат никаква врска еден со друг. Дисциплината и учењето дисциплината не може да биде синоним за учењето. Учењето е сосема различен свет од дисциплината кога ја користиме на ваков начин, на негативен начин особено. Ајде вели да ве потсетам како сте се чувствувале кога ве казнувале вашите родители, кога употребувале дисциплина, што сте научиле од сето тоа? Например, кога ви забранувале да ги користите тогаш фиксните телефони, или кога ви забранувале да се дружите со вашите другари и другарки,
на улица или кога ви забранувале да ги гледате вашите омилени телевизиски серии, кога ви ги исклучувале. Како што сте научиле всушност од сето тоа? Ако сметате дека дисциплината е учење. Дали сте научиле нешто дека по природен пат од сета таа работа, од сетата нешто природно дека треба, значи вашата суштина да ве носи кон тоа природно да го правите тоа? И таа одговорила не. Знаете, родители, што сте научиле? Единствена лекција која што сте научиле е тоа дека тато и мама се главни и дека не треба да ги нервираме. Затоа што ако ги нервираме, следуваат последиците. А тие се вештачки последици. Значи, ние ништо од тоа не сме научиле од природен пат, дека сме сакале нешто да го направиме, нештото сме сакале по своја волја да ги слушаме нашите родители. Кога тие се однесуваат преку дисциплината. И зошто е тоа така? Затоа што таа вели дека ние самите и во сетата работа сме гледале дека нашите родители како се однесувале и спрема нашите роднини, спрема нашите братучетки, спрема колегите нивни од работа, спрема нивните другари, дури и спрема кучињата, што велише фали, нашите родители многу посрдечно се однесувале спрема нив отколку со нас, значи никогаш спрема нив не се однесувале, не користеле дисциплина, единствено дисциплината е користена, родителите ја користат спрема своите деца. А што значи тоа? Значи, таа вели, родители, ние воопшто не го размислуваме нештото, само правиме copy-paste. Зошто тоа се случува? Зошто сакаме да ја користиме дисциплината во односот со децата? Меѓутоа, ако подразмислиме ние навистина малку подлабоко да ја видиме зошто така родителите се однесуваат, зошто ние се однесуваме така спрема другите, а не се однесуваме спрема децата со почит, со поголема почит, кога не слушаат, тоа е пред се заради што, значи, анализите, истражувањата покажуваат затоа што дисциплината најверојатно е многу поврзана со каприците на самите родители, отколку што е користена за нешто разумно. Значи, отколку што родителот да ја користи својата мудрост, да ја користи својата разумност, кога ги дисциплинира своите деца. И родителите рекле, ама моето дете еве како мене ме слуша. Ме слуша, значи дисциплината кај мене работи, дисциплината кај мене успева. Да, факт е дека детето ваше ве слуша, ама детето се повинува на вашите наредби. Значи, тие можат децата да ве слушаат затоа што се повинуваат на вашите наредби, се повинуваат на вашите барања. Зошто? Затоа што едноставно сте ги принудили да го направат тоа. Меѓутоа, што значи тоа? Дека надворешно се фокусира, некој од надвор му го кажал тоа. Меѓутоа, внатрешно детето како се чувствува? Дали гледаме испод површното? Како детето се чувствува кога ја користиме дисциплината? Затоа што внатрешно детето користи отпор, има отпор. И не само кон она што ние му го кажуваме дека треба да го направи, туку натрешно гради и отпор спрема оној кој што ги издава тие наредби. Значи, оној кој што е испорачател на тие работи, а тоа е непосредно кој е родител. Значи, детето гради постепено и отпор, или не мора одмора за да кажеме, меѓутоа, ајде како што вели Шефали, ќе покаже еден полусрдечен однос спрема нас. И колку родителот повеќе ја интензивира
родителската потреба за контрола, колку повеќе ние настојуваме децата да се повинуваат на нашите наредби, мислиме дека децата да не слушаат, дека сето тоа го прават затоа што тие го сакаат, затоа што тоа е нивна природна сопина, ние се повеќе веруваме дека колку сме построги, моите деца повеќе ме сакаат, моите деца тоа го сакаат, потребно му е на детето дисциплина, во таа насока негативна дисциплина и дека само така јас можам да го контролирам своето дете. Затоа што детето нормално е дека и тоа толку повеќе ќе се покорува. Но овој отпор, во што се претвора кај детето? Невидлив отпор, внатрешен отпор, се претвора во едни невидливи слоеви емотивни наслаги на отпор кој што се повеќе и повеќе суштината, природната суштина на детето ја потискаат и што создаваат бариера на детето, бариера на неговата душа, бариера на неговата суштина, која што не им дава на децата да можат природно да се изразат, природно да растат, природно да се развиваат, природните потенцијали да си ги изградат, креативноста да си ја изградат. Тие стануваат само слепи водачи на ова, јас ти го кажувам, прави го ова, јас ти го кажувам, прави го ова. Значи, природни послушници и кукли ние создаваме. Деца кои што не можат асертивно да размислуваат, деца кои што не можат да противречат кога некој нешто гледаме дека не го прави она што треба да го прави, деца кои што не можат да изустат и да бидат да се искажат своето внатре, да се го искажат своето внатрешно знаење, кои не можат да противречат прво на својот родител, а тек на другите околу себе. И најстрашното нешто е што децата нема да научат како да се поврзат со родителот, ниту пак родителот како да се поврзе со своето дете, кога ја користи дисциплината како главен столб во процесот на родителствувањето. Повторно ќе кажам дека однесувањето на детето во насока на усогласување со родителот надворешно, во насока на сослушување тоа ќе се случи. Тоа нема збор околу тоа нешто, дека тоа не може да се негира. Меѓутоа, нивното срце никогаш нема да се усогласи со срцето на родителот. Затоа што нема вистинско прифаќање од страна на нашите деца. А нема да постои затоа што нема и не постои вистинско прифаќање, вистинска почит од страна на родителот спрема детето. За да можеме вистински да се поврземе со децата, родители треба да знаеме дека дисциплината не е решението. Решението е во сосема друг метод на поврзување со децата, затоа што и самите можеме да видиме колку овој материјален свет во кој што сме навлезени не носи во една разделеност со децата, кога мислиме дека ние можеме на децата преку материјалните нешта да ги направиме да не сакаат, да се поврземе, мислиме со нив, меѓутоа ние само надворешно се поврзуваме, а со нашето срце тоа не можеме да го направиме. Драги мои, тоа е се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме повторно наскоро.